Спортот не е само натпревар, тоа е социјален, емоционален и културен феномен. За важноста на спортот во нашето секојдневие, за потребата, стратегијата за спорт, ќе говориме во оваа приказна. Дел од ракометарките кои ја испишува историјата во македонскиот женски ракомет е и Милева Велкова. Таа е член на златната генерација на кометал Ѓорче Петров, која не лансираше на европската елитна сцена. Кружен напаѓач кој беше столб на одбраната и во кометал, а како натурализиран играч со истата љубов и пожртвуваност гинеше и за дресот на Македонија. Беше дел од ренесансата на женскиот ракомет. Но како изгледал незиниот пат до професионален спортист? Како дете си безбрижен, не размислуваш многу за тоа кога почнуваш да се бавиш со некој спорт. Ние почнувавме многу покасни години него садашни деца. Јас почнав лично со 14 години. Со 16 више имам заминато од дома, каде више почнувам свој професионални пат ка успеху од добровот кој ми се случи 2002 година. Многу работа. Пред све приватниот живот го немав како дете, бев само школа, тренинг, надпревари. Тоа беше моето детство. Многу малце време имав за излегување со пријателки и пријатели, меѓутоа секое слободно време користев за тоа. Од своји 16 година бев одвоена од своето семејство. Многу пати ми беше многу тешко затоа што немаше кој да ме поддржи у моменти кога сум се чувствувала слабо. Имав околу мене многу поискусни соиграчки кои за мене представува втора фамилија, каде сум секое свое радост и секое свое болно искуство со нив го споделувала. Така да многу млада, што вика, станав возрасна и тоа ми многу помогна за патот понатаму. После свое завршување на средно школо, заминувам од Кикинда за Зрењине, од Зрењине за Панчево, од Панчево за Белград. Така се креташе моја ракометна кариера, каде со своите 21 година станувам југословенска репрезентативка. Многу убави спомени, меѓутоа 92 кога требаше да одиме на Олимпијада, ми се дешава ембарго на Југославија и јас како спортиста бев спречена да одам на тако големо надпреварување. После тога заминувам за Македонија, каде сум и ден денеска. Саморабота и упорност вистински можат да го покажат патот на еден млад спортист и да му помогнат во успесите. Но тука се и психолошките и физички предизвици пред кои се исправени сите млади спортисти. Данашни млади спортисти се соочуваат со голем предизвик кога треба да одат на некој надпреварување. Дали се то надпревари кои се во нивните категории, ради тоа што секој дете сака да се докаже, да покаже оно што највише знае. Голем удел тоа има и нивните родители кои сакаат да е нивно дете најдобро. И често се случува да тоа има контраефект од тоа да детето да се докаже пред родителот многу послабо ги игра тие надпревари и прави многу големи грешки баш од таа причина што сака да се докажат. Тренери се тие што покушаваат со тие млади категории да направат најдобро што можат. Пред све треба да разбереме дека тие се само деца и дека они треба уште многу да научат да би могли да покажат оно што се. За жал, денешка ние тренери имаме многу повише трпение со деца него што има и нивни сопствени родители. Поддршката од тренерот и обкружувањето се најважни за еден млад спортист, додава Велкова. За еден млад спортист е најголема и најбитна поддршка од еден тренер. Од таа причина што треба да и кога падне тоа дете да го крене горе. Јас лично како тренер сматрам да секој дете треба да учи на своите грешки и дека кога греша треба да му дозволиме да сам исправи таа своја грешка, јер само оној кој не работи не може да греши. Така да секој играч не е станат ако прво не правил грешки.
Спортот е добар и за спортистите, но и за нас како публика. Ние се идентификуваме со тимовите или спортистите и при тоа создава чувство на припадност. Навивањето создава заеднички искуства, заеднички моменти, гради блискост и гради заедница. Како земјите кои имаат успешни меѓународни успеси ја изградиле својата спортска стратегија, ви откриваме денес во приказна. Земјите кои постигнуваат успешни спортски резултати на меѓународен план имаат стратегија за развој на спортот од најмали нозе. Уште од најмала возраст се одредени критериумите за истакнување на талентот. Постојат повеќе европски модели кои што може да се применат во Македонија и да речам делумно во некои аспекти, во некои контексти веќе се применуваат. Постои норвешки модел на развој на деца во спортот до 13 годишна возраст во насока на, да речам, игра и забава со развој на основните фундаментални способности. Моделот на Холандија, кој што се нарекува fundamentals, значи преку забава и игра да се развива детето во активности, физички активности како што е спорт. Значаен е британскиот модел кој што, да речам, препорачува развој преку 6 фази од дете до елитен спортист и германскиот систем кој што прави вклучување на образовниот систем, училиштата, локалната самоуправа. Голем дел од овие модели, како што реков, се применуваат во некоја мера, меѓутоа доста од нив се некои системски, да речам, случувања кај нас што се потребни да се даде во насока на системска поддршка која што ќе биде континуирана за да може да се развијат овие модели. Постигнувањето на групна идентификација и развивање на свој индивидуален концепт или модел на однесување е значаен чинител за успехот во спортот. Развојот на децата треба да биде неспециализиран до одредена возраст, треба да се дава поддршка од локалната самоуправа, треба да биде вклучено училиштето, односно образовниот систем, треба да се насочува тој развој кон, да речам, забава и игра во насока на развој на основни моторички способности кај децата и треба да, апсолутно се целиот тој систем се случува континуирано и се постави еден одреден систем кој што во одредени фази ќе го вклучува тој развој и ќе биде конкретен во секоја развојна фаза на детето или на младиот човек во спортот. Учеството во колективен спорт не значи, односно значи дека од твојот учинок зависи целиот тим, така да се создава одговорност на детето кон тимот, таа некоја колективна одговорност. Во индивидуалните спортови пак резултатот зависи само од една индивидуа, што исто така ја зголемува и ја подобрува индивидуалната одговорност. Значи, тука се развиваат еден голем спектар на вештини, кај децата се прави емоционално ослободување, се намалува стресот, се намалува анксиозноста, хиперактивноста кај децата, значи во голем аспект влијае и кај оние кои што имаат посебни потреби, да речем, покрај овие вештини, апсолутно и секако во поглед на развој на моториката, на координацијата, на рамнотежата и на кај деца кои што имаат потешкоти во справувањето со секојдневните активности, подобрување на начинот на кој што се справуваат со секојдневието. Во некои земји се обезбедува настава со скратено работно време, а образованието со скратено работно време за деца спортисти е целосно бесплатно. Предавањето со скратено работно време е идеално решение за децата кои се докажано талентирани во одредена област на спортот и имаат потенцијал за поголем успех. Поради големиот број отсуства, редовното предавање би можело да биде тешко, а притисокот на дополнителни обврски би бил штетен за менталниот развој на детето. Спортот првенствено е само игра. Мораме да разбереме дека всушност и спортот е замислен како игра. Тоа со резултатите доаѓа и е во ред и доаѓа во некоја посериозна фаза. Меѓутоа имате дечиња кои што всушност ако забележиме и ако посетиме одредени тренинг центри, било кој спорт, ракомет, фудбал, кошарка и така натака,
ќе забележиме дека всушност ние им нудиме на децата во тие мали возрасти игра. Најнормална игра каде што го чувствува тоа како забава. Децата сакаат да се надпреваруваат, природно да се надпреваруваат, да се забавуваат. Преку надпреварот тие се забавуваат. Дефинитивно кај децата не можеме да вршиме големо форсирање во однос на спортските активности, сето тоа треба да биде умерено. Постоењето на еден тренинг во текот на денот кај децата кои што сакаат да се занимаваат професионално со спорт е апсолутно доволен. 3 до 4 пати неделно кај децата кои што рекреативно се занимаваат со спорт да биде доволен, е сосема доволен. Периодот на одмор кој што го имаат е многу битно да не се сведува на телевизор, телефон или нешто такво. Периодот на одмор да биде некоја дискретна активност со телото, меѓутоа да биде и ментална активност, за да го постигнеме и физичкиот и менталниот баланс и развој кај децата. Во Италија и во Шпанија професионалните спортисти уживаат права како вработени лица. Имаат право на здравствено и пензиско осигурување и се вработени во државните институции. Словенија стана спортска нација што живее во духот на спортот. Кај нив на општинско ниво имаат многу бесплатни часови по различни спортови и на тој начин се стимулираат, се инспирираат децата да живеат во духот на спортот. Земјите кои што развиваат меѓународни успеси во поглед на спортот имаат успешни стратегии кои што ги развиваат уште од најмала возраст. Како стои Македонија во таа насока? Мислам дека не постои земја која што не сака да има меѓународни успеси. Истиот случај и со нашата држава. Нормално дека ние имаме наш систем, нормално тој секако треба да се подобрува, сите ние треба да се вложиме во подобрување на тој систем. Не секогаш ќе ги добиеме посакуваните резултати, меѓутоа најбитно е да сме чисти сами пред себе и да го дадеме максимумот, а какви ќе ни бидат резултатите, тоа е веќе нешто што може понатака да се анализира. Би сакала да го споменеме оној дел зошто е значајно уште во најраната возраст да се почне со спортот како задолжително образование. Па тука пред се би рекол дека најбитно е да почнеме што порано заради тоа што тога се формира личноста, тога се ствараат навиките и тогаш на едно дете му се ствараат оние црти, односно што е тоа основно за неговото битисување понатака во животот, без разлика дали ќе биде како спортист или како млад човек, возрасен родител понатака. Не можеме без движењето, значи човек настанал со движење, настанал преку работата, неопходна ни е физичката активност и мислам дека нема друг начин освен уште од најраната возраст, уште во градинките да влеземе во оваа физичка активност. Тоа е дел од институционален, меѓутоа секако голем фактор тука е и семејството, културата за бавење со спорт или со физичка активност, затоа што без семејството ограничено е влијанието на образованието и на средината. Би сакала да ги споменеме придобивките од физичкото образование уште во најрана возраст кај децата, особено и сега кога се изложени на дигиталните уреди малку повеќе од што треба. Па да, и таа ситуација на развој на технологијата се повеќе зема замав. Зборуваме и за вештачката интелигенција, нешто што не може да се сопреќи. Има професии кои што и нема да постојат, за среќа или за жал. Нашата професија е една од тие кои што има клучно значење, затоа што има се повеќе слободно време, тоа значи проблемите ќе се мултиплицираат и за жал може да дојдеме во ситуација наместо да се бавиме со спорт и врвни резултати, да повеќе се бавиме со превенција и со отстранување на одредени последици на модерниот начин на живење. Затоа раната едукација, внесувањето во систем и стварање на здрави навики се клучни за да може да ги превенираме сите проблеми кои што со начинот на живот секако и сега не се наметнуваат, а тенденцијата е дека ќе бидат и многу во полош правец ќе се движат. Дали располагаме со доволно наставен кадар кој што ќе може да го пружи она што го бараат образовните политики за да го имаме поинтензивно спортот во рамките на образованието? Апсолутно да. Можем да кажем дека
кадарот кој што излегува од нашиот факултет, тој не е само и од нашиот факултет, има и други високообразовни институции кои што се бават со подготовка на кадар кој што работи во образовните институции. Навистина имаме квалитетен кадар кој што веќе ги покри сите отворени работни места во, еве да речеме, основното образование, каде што наставата по физичко е задолжителна од прво до 9 одделение и понатака во средните училишта и на универзитетите. Секако дека ние како Македонија сме некоја средина, да речеме, на Балканот и во регионот со бројот на часови, застапеноста на физичката вежба во наставата. Имаме задолжителни 3 часа неделно, многу држави околу нас имаат само 2, меѓутоа, да речеме, Хрватска, Србија веќе имаат проекти, каде што и Унгарија, каде што веќе часовите по физичко или по спорт ќе бидат секојдневни, затоа што нема друг начин освен тој да бидеме сигурни дека во денот младите ќе имаат барем по 30-40 минути физичка активност, што е неопходно. Во некои земји дури има и пракса бесплатно спортување заедно на родителите и децата со цел да се пренесе онаа порака и да се создаде култура кон спортот. Па одлична е таа симбиоза помеѓу семејството и образованието. Баш затоа се и стратегиите и тука под стратегија, нели, одредена цел која што има државата, која што ја остварува врз основа на средства кои што ќе ги определи во буџетот, така да секој има право да ги троши парите така како што мисли дека треба. Убаво е да видиме какви искуства ќе покажат и тие практики. Не е лошо да се обидеме и да почнеме ние да го практикуваме тоа. Како стоиме со инфраструктура? Дали доволно располагаме со инфраструктура која што ќе овозможи да се задоволат потребите за спортување? Инфраструктура никогаш доволно, меѓутоа ако се вратиме назад 10 до 15 години, можеме слободно да кажеме дека многу е подобра сликата во делот на инфраструктурата. Јас секогаш сакам да кажам дека и погрешно е ние физичката активност да ја гледаме преку само во организирани начини и бавење со спорт во сали и на изградени терени. Природата е таа каде што треба да се посветиме и да излеземе и да ги научиме децата да живеат со природата, затоа што таа не создала. Јас ќе се надоврзам на ова. Сакам да го разгледаме и оној психолошки момент. Спортот не обединува, сите сме среќни кога навиваме и особено кога победува нашиот тим. Па во таа насока колку еве психолошки знае спортот да биде добробит за нашето здравје? Па добро, на успеси и на победи многу лесно се навикнуваме и тоа е едно нешто што треба да се научи како да се односиме и со успесите. Подобро училиште или школа од пораз не постои, убаво е да учиме на туѓите грешки, меѓутоа за жал некојаш најдобро се учи на собствените, контрола на гневот и така натака. Мислам дека спортот е како ретко која професија или дисциплина, онаја која што ја гради личноста, прво во носење на одлуки, во самодоверба, да научите да победувате и да губите, и сето тоа е нешто што е потребно понатака во животот. Тие млади генерации кои ќе работат во многу различни други професии, едноставно да го покажат сето тоа што го научиле преку спортот. Значи, подобра реклама и поголем придонес за промоција на држава од културата и спортот не постои. И можеби најефтината реклама. Дали спортското образование може да ги препознае оние дечиња кои што се талентирани за одредени видови спортови со цел да ги издвои и да помогне во нивното идно насочување? Апсолутно да. И со голо око вие може да видите темпераментно дете, талентирано дете за одреден спорт, меѓутоа тој талент е само 5 до 10% тоа што ни треба кога зборуваме за врзани резултати. На секојдневните часови многу лесно може да се издвојат овие талентирани деца. Ние како факултет имаме одредени проекти со одредени општини каде што правиме тестирање и го гледаме статусот моторички и здравствен на самите ученици, и како што можеме да ги гледаме проблемите и деформитетите, исто така можеме да ги гледаме и позитивните страни и талентите, односно физичките предиспозиции на некои деца. Така да раната селекција, раната диагностика на предиспозиции за одредена спортска дисциплина секако мора да биде препознаена во училиштето.
За крај би сакала да заокружиме со позитивните примери на успешни спортски приказни, на успешни спортисти. Во многу земји со цел да се мотивираат и другите да го следат нивниот пример, им се дава пензија или одредени бенефити кои што ќе им бидат дополнителен мотиватор. Како е кај нас? Па ние законски пречки за професионален спорт немаме, дури тоа е одредена обврска посебно во колективните спортови каде што клубовите се акционерски друштва и по принцип треба да бидат професионалци спортистите, односно вработени и осигурани. Добар е тој момент, конкретно Италија, половина карабинери се врвни спортисти, значи припадници во полиција или во армија со специфичните дисциплини, посебно боречки спортови, стрелаштво, биатлон и така натака. Постои тоа кај нас, меѓутоа мислам дека многу повеќе државата може да направи на тој план, посебно преку Министерството за внатрешни работи, преку Министерството за одбрана, нормално Министерството за спорт, каде што говорим посебно на индивидуални спортисти може да бидат згрижени и да може да останат посветени и да трајат што подолго нивната кариера, а со тоа и успесите кои што би ги носели за државата. Спортот е сегмент кој дава живот на секој поединец. Затоа е од голема важност да ги убедиме децата од најрана возраст да бидат дел од спортот, па ако сакате од физичката активност, како можеби многу по-значаен сегмент, со тоа што ќе ги научиме од мали нозе на здрави животни навики и со тоа ќе градиме ќе успееме кај децата да изградиме правилен психофизички развој. Зошто ова го кажам? Оти порано ние кога учевме, научевме дека спортот гради сестрано развиена личност. Денеска таа теорија е променета и денеска можеме со сигурност да кажеме дека спортот наметнува здрави животни навики кај секој поединец. Па знаете како во ова ново време, во овој технолошки развој, каде што живееме брзо и динамично, истото тоа како што се рефлектира на секој поединец, таквиот начин на живот, тоа се рефлектира и кај децата од најмала возраст. И затоа многу е важно да ги убедиме децата од најмала возраст се приклучат, пак ќе повторам, на спортување и на физичка активност, можеби многу повеќе на физичката активност, оти спорт и спортување доаѓа во некоја како професионална компонента, меѓутоа во физичката активност, со тоа што тоа ќе ја јача менталната состојба на децата како прв и значаен сегмент, а потоа и таа здравствената, за која секогаш би повторувал дека е многу важна, дека е многу значајна, со која што ќе ги навикнеме нашите деца од најрана возраст. Меѓутоа, да изградиме психолошки стабилна личност, вклучувајќи ги децата од најрана возраст во спортот и физичката активност, многу значи таа нивната ментална стабилност која можат да ја изградат преку спортување и физичка активност. Теоријата тука не може да даде класичен, прецизен одговор. Секогаш имате работи за и против. Имате она што е позитивно и она што е негативно. Кај тимските спортови вие го јачате индивидуалниот дух кај детето и ги јачате физичките перформанси кај секоја личност, што е како позитивно, меѓутоа од друга страна тимските спортови може многу пати да донесат осаменост кај детето. А додека кај колективните спортови вие го јачате тој тимски дух, јачате да он може да се разбере со другите, да може да комуницира многу полесно со другите, оти тоа спортот многу прецизно го дава од една страна и затоа можеби тоа се како предности и затоа можеби според мене е најдобро да имате комбинација од сето тоа. Не мора од мали нозе да го навикнувате детето да иде само во индивидуален спорт, еден насочен или во еден колективен или тимски спорт. Најдобро е во таа фаза да се носи на повеќе спортски секции и од индивидуална и од тимска спортска дисциплина, за да и детето само процени што повеќе го интересира, меѓутоа да ги добие сите тие позитивни компоненти за кои говорев пред малку. Затоа тврдам дека најдобро е комбинираниот модел и во тимски и во индивидуален спорт кој ќе придонесе многу за менталната, физичката, благосостојбата и социјалната вештина кај децата. Брзиот технолошки развој, кој многу влие кај нас,
семејствата, родителите, возрастните. Исто така, верувајте, влија и кај децата од најрана возраст. Се соочуваме со секакви предизвици. И според тоа, најдобар одговор да го градите во стабилна психолошка база детето е да го дадете да спортува, да има одредена спортска секција или да биде физички активен. Тоа ќе биде одговор на сите проблеми кои се соочуваме ние, а со самото тоа и децата. Спортот ќе му ја јача психолошката стабилност на детенцето, кој потоа ќе му значи многу во наредните фази на собствениот пат. Овде можам одговорно да кажам дека јас сум силен поддржувач да спортот, спортувањето, спортската активност, физичката активност влезе во образовниот процес од најрана возраст. Ние успеавме со факултетот за физичко образование, спорт и здравје да го наметнеме тандем наставата, да имаме од прво до пето тандем учителот и професорот по физичко заедно да ја држат наставата, но тука не треба да застанеме. Треба уште подлабински да навлеземе, оти тоа и науката ни го препорачува. Да часот по физичко дури навлезе и во предучилиштата возраст. Од таа возраст ние да им садиме на децата дека преку користење на спортот и спортската активност градиме здрави животни навики, градиме ментална стабилност, билдаме лични перформанси и вештини, имаме одлична благосостојба и имаме силна социјализација. Официјални бројки не постојат, но проценките укажуваат дека секое трето, па можеби и секое второ дете во рамките на нашата земја е насочено од семејството да се занимава со некоја дисциплина. За жал, кај најголемиот дел, на долгрок и по одреден период доаѓа до откажување како последица на различни причини. Во природата на секој човек е потребата да се движи, бидејќи тоа представува основен предуслов за сестран развој, односно подобрување на сопственото здравје и развој на физичката кондиција како суштинска потреба за здрав и среќен живот. Спортот влие на секој и секаде. Придобивките знаеме дека се големи во многу аспекти, апсолутно дека може да помогне во поглед на социјализација, нели, преку колективните спортски игри, процес на дружење, создавање на пријателства, чувство на припадност, во поглед на дисциплината. Значи, секој еден спорт има правила на игра кои што треба да се почитуваат. Децата од мала возраст се учат да ги почитуваат тие правила, да се однесуваат согласно тие правила со кои што, нели, им се наметнува некој вид на дисциплина, рутината на тренинзите и така натаму, и дополнително, нели, спортот побарува и ментална концентрација во сите активности кои што се случуваат, што значи дека и нивниот фокус ќе се подобри не само во спортот, туку и надвор од спортот во секојдневните активности во училиштето, во учењето и така натаму. Децата денес често се изложени на седечка положба, што може да се рефлектира врз нивното здравје. Исклучително многу влие седечката положба. Особено во последните 5 години бројот на сколиози и деформитети на рветен столб е навистина многу зголемен. Родителите го приметуваат тоа како момент на лошо држење на телото, или децата се жалат во исклучителни болки во грбот кои што се заради повторно несоодветното држење. Нашата цел не е само да ги натераме да изведуваат вежби за деформитети, туку да ги вклучиме во спортска активност кои што тие ја сакаат, а ќе им помогнат во однос на зајакнувањето на целото тело. Значи, клучот на решавањето на седентарните тегоби кај децата, односно деформитетите на мускулоскелетниот систем, е вклучување од седечка положба нормално, е вклучување во активен спортски живот. Непрофесионални спортисти не може сите да бидат, меѓутоа спортската активност да им биде еден од стиловите на живот. Многу е правилно насочување на децата соодветно на нивната возраст и можности. Постојат развојни периоди кои што се специфично сензитивни за развој на соодветни моторички способности. Значи, има поделба
на физичкиот развој кај децата не само по возраст, туку и по пол. Сето тоа си има различен пристап и различни карактеристики. Имаме развојна фаза на деца од 3 до 7 години, каде што треба акцентот да биде ставен на учество во физичка активност преку спорт, преку забава, се извинувам, и уживање од 7 до 12 годишна возраст, каде што веќе се учествува во некои спортски надпревари, организирани спортски надпревари, се учат техники на изведување на соодветни движења, каде што се развива чувство на припадност, каде што веќе треба децата да учат и техника на изведување на одредени движења, и последната фаза 13 до 16 години. Последната фаза во тој развоен период 13 до 16 години, каде што веќе се става фокусот и концентрацијата на личниот, индивидуалниот развој со поставување на соодветни цели во поглед на постигнување на резултат, во поглед на собствен, личен, физички, ментален развој на една индивидуа. Така да влијанието е различно, не само по возраст, туку и по пол. Децата не треба да се присилуваат да спортуваат. Човековиот организам и детето е една комплексна личност и постојат многу фактори кои што влијаат врз развојот на личност на детето, што од општествени, што социјални, значи домашно воспитување, да кажеме, и само да потенцираме и генетски предиспозиции тука. И сето тоа ни дава една сложена форма на развој на детето како личност преку спортот. Многу е тешко да одвоиме на дете кое што не може, односно не сака да победи и било кој возрастен. Меѓутоа, имаме тука се соочуваме со еден проблем каде што се пренесуваат преголеми амбиции без при тоа да се разбере всушност спортот како игра. Веќе спортот од најмала возраст, особено родителите, го гледаат како начин само на победа и друго ништо. Ние всушност од првите години, првите чекори треба да ги научиме дечињата да прифаќаат и пораз и победа. Многу ретки се веќе сликите каде што противник ќе подигне, ќе подаде рака на својот противник, односно од различна екипа. Се почесто е тоа како еден вид победа и ништо друго. Да, во ред, спортот е победа и треба да ги градиме тие вредности, да имаме победнички дух и менталитет. Меѓутоа, се во оние норми и граници на морални вредности. Притисокот може да влијае погрешно. Да не бегаме од некои рамки, затоа што очигледно пресериозно се разбира целата работа околу спортот и на кој начин би почувствувал детето да нема притисок. Тука би се надоврзал во моментите каде што веќе родителите треба всушност да спуштат на ниво на детето, а не детето да го зема нивото од родителите. Затоа што многу полесно ми на родителите да си ги пренесат своите амбиции, многу е полесно да го разберат спортот, за разлика од детето кое што си има своја шема во својата глава, се чувствува свој притисок од социјално-емоционален развој. Имате дечиња кои што се подтемпераментни, имате дечиња кои што се поповлечени. Во неговото главче се случува можеби бомба за која што не е свесен и самиот родител, од притисок од родител, од детенце, од соиграч и така натака, и без при тоа родителите да бидат свесни за тоа. Затоа се случува многу пати се жалат или самите дечиња да почувствуваат аверзија, па почнал добро, стартувал добро, сакал, па се повлекол. Сето тоа е затоа што ние многу тешко ги разбираме дечињата во спортот преку спортот. Преку спортот децата се развиваат и на социјо-емоционален план. Можно е одредени работи за кои што или амбиции кои што ние ги пренесуваме да не ги прифаќа детето како што ние сакаме и посакуваме, што е и нормално. Различна личност, без разлика што се родители, има разлика од родителот, посебна засебна личност е самото дете, и кога ќе забележиме дека всушност некоја промена од некое повлекување, аверзија, нелагодност, желба да се одбегне, збориме за оние мали возрасти, да се одбегне тренинг, да се скокне тренинг, да се скокне надпревар, да почувствува тегоби,
најчесто се манифестира преку натрешно, барем кај дечињата, гадење, трема, се чувствува некој замор, спиење, да кажеме, и така натака. Тоа се промени кај детето кои што доведуваат од тоа да детето го свати спортот пресериозно или чувствува или има очекувања или не може да ги даде очекувањата кои што ги имаат родителите или публиката или другарчињата. Во Законот за спорт во Македонија стои дека јавен интерес е поттикнување на спортските активности на децата и младината во рамките на националните спортски федерации, организирање и спроведување на спортски тренинги и надпревари за оспособување на спортистите за постигнување на врвни спортски резултати. Постои Федерација на училишен спорт, ако за тоа ме прашувате, која што изминатиот период, морам да бидам искрени да кажам дека не работеше на начин на кој што ние мислиме дека треба, или не е активна на начин на кој што ние мислиме дека треба да биде, а тоа е да биде повизибилна, да повеќе привлекува деца од училишниот спорт, и мислам дека по некои консултации, разговори, на добар пат сме да најдеме заедничко решение, да малце го измениме и системот на надпреварување и начинот на нивно функционирање. Тоа е се во интерес на тоа да што е можно повеќе училишниот спорт го промовираме како една многу важна мерка, и таа федерација е една од најголемите, ако не и најголема федерација, во смисла дека има многу голема масовност и врзува многу деца во склад со она што ние сакаме да го постигнеме, тоа е да што е можно повеќе деца ги оттрнеме од оние сите модерни пороци на денешницата и да ги натераме да спортуваат, без разлика дали ќе бидат професионални, рекреативни, дали ќе бидат успешни, неуспешни, помалку успешни, тоа е најмалку важно. Меѓутоа важно е да сите спортуваат и да што е можно повеќе деца спортуваат. Во тој план и во тоа име ние веќе аплициравме и на добар пат сме да добиеме светско првенство во 2 спорта во Македонија во училишен спорт. Тоа е една доста сериозна конкуренција која што една организација која што ќе донесе во Македонија околу 2000 дечиња кои што од целиот свет ќе се надпреваруваат, ќе се дружат. Во моментов се прават клучни чекори во таа насока, добри чекори, иако има уште предизвици со кои што нашата држава прва треба да се соочува. Значи, гледаме зголемена поддршка на училишниот спорт, зголемена поддршка на федерациите и клубовите. Се финансира, да речам, во последниве години, особено оваа година. Се поддржува, иако, да речам, постојат, како што споменав и претходно, потреби од системска координација. Значи, поголема поддршка во поглед на целокупниот систем. Не зборувам само за Министерството за спорт, не зборувам само за образованието, не зборувам за федерациите, за локалната самоуправа, зборувам за сите колективно заедно. Значи, тоа е нешто што може да се промени доколку секој еден од тие фактори даде свој придонес во поглед на поддршка и развој на младинскиот спорт во Македонија. Се прават доста грешки се уште. Мислам дека федерациите се обидуваат да целат кон подобрување, меѓутоа се прават доста грешки во поглед на прерано вклучување, специјализирано вклучување на децата во спортот, со што, да не речам, се нарушува природниот процес на развој во спортот. Премногу ставање акцент на победа, на успех, наместо на развој, на развивање на основните моторички способности, на развивање на основните техники во соодветни спортови и така натаму, така да тоа се некои работи кои што на вистина треба да имаат колективен пристап од сите овие институции кои што ги напоменав. Развојот на спортот во Македонија е условен од пакет мерки кои треба да се преземат, почнувајќи од образовни политики, но и други активности како на национално, така и на локално ниво. Секој од нас треба да биде општествено одговорен и да има одговорност пред се сами од себе кон државата, кон општеството, кон младината, кон иднината и така натаму. Така да јавниот интерес е нешто кое што во моето поимување на тоа како треба да изгледа едно, да кажам, општествено политичко редување во Македонија, тоа е дека државниот интерес треба да биде приоритет, па јавниот интерес, а после, ако тие две се исполнуваат, нормално индивидуалните интереси се дозволени, прифатливи и разбирливи, меѓутоа овие две работи мора да бидат приоритет, државниот и јавниот интерес.
јавен интерес е во делот на работата на Министерството да направиме што е можно повеќе игралишта, повеќе сали, да бидат тие сали секогаш кога правиме и кога ги даваме на користење на други, нотираме и потенцираме да одреден дел од денот бидат отворени за и бесплатни за секој оној кој што сака да дојде да ги користи, дали се работи за училишта, дали се работи за рекреативно дружење на било кој сака да ја користи таа сала, тоа спортско игралиште, да бидат достапни за ајде да кажам за јавниот интерес. Основните предуслови за успешно функционирање на училишниот спорт вклучуваат стручен кадар за спортско образование, спортски објекти во училиштата, интерес на учениците за спорт, организација на надпревари. Другите мерки се државата финансира 500 стипендисти, талентирани спортисти кои што ги поддржуваме и имаме не знам дали ќе стигнеме до септември, меѓутоа имаме еден многу добар план за да одиме чекор понатаму да почнеме со физичка активност кај дечињата во градинките. Тоа е една малце комплексен проект. Се надевам дека ќе стигнеме до септември или од септември да го испромовираме тоа и да го почнеме. Тоа е да дечињата во градинките има околу 50.000 дечиња во цела Македонија во градинките запишано и да дечињата без разлика да се државни и приватни градинките да почнат да има 2 пати во неделата под супервизија за тренери и вежби приспособени на нивната возраст, да имаат физичка активност 2 пати во неделата по 1 час и да почнеме на тој начин да створиме и навика и кај градинките, и кај дечињата, и кај родителите да уште од најмала возраст се одлучат и дека треба што е може повеќе да бидат активни, затоа што истражувањето покажува дека има голем број на дечиња со искривен рбет и тоа е многу голем сериозен проблем за физички во делот на младината и работи и на тој дел работиме. Направивме преку 20 мултифункционални игралишта. Кажав, најголем дел се во училиштата. Почнавме со една сериозна кампања за инвестирање во инфраструктурата. Почнавме реконструкција на повеќе сали, ја завршивме Радовиш, ја почнавме салата Расадник за реконструкција, кажав преку 20 игралишта имаме направено, реконструирано, почнуваме сега 2 или 3 во зависност од времето колку им дозволи спортски сали нови во текот на летото или до септември, октомври, така да атлетска патека во Гевгилија. Спортот треба да биде достапен за сите деца. Една политички можеби непопуларна мерка направивме кога дојдов со првата исплата на субвенција, тоа е дека на спортските школи нема да добиваат државна помош, затоа што по мене нема логика и да добивате државна помош и да наплаќате од тие дечиња пари за тренирање. Јас им давав еден предлог, говорете, нема проблем, еве ќе ве субвенционираме и ќе ви даде државата, меѓутоа да престанете да земате пари од дечињата и да биде тоа бесплатно. Не го прифатија мојот предлог и затоа го прекинавме субвенционирањето и давањето помош на таа група, да речем, на приматели на помош од државата, што по мене има логика, затоа што не може и од државата да субвенционира нешто и вие да земате пари од тие дечиња. Треба да изберете или еден начин или друг. Тие веројатно го изберат другиот начин, затоа што ќе нема, кога дечињата ќе плаќаат, нема кој да ги контролира за како се потрошени тие средства. Доколку добијат пари од државата, нормално ќе бараме извештаи и каде се потрошени тие пари. Физичкото и здравствено образование се составен дел од целокупниот воспитно-образовен систем, кој влијае на севкупниот телесен, умствен, морален и естетски развиток на личноста. Станува збор за научна дисциплина која припаѓа во кругот на педагошките науки, а врзана е и со останатите научни дисциплини кои се занимаваат со воспитно-образовниот процес и унапредување на развојот на физичките и функционалните способности на организмот. Во насока на препознавање и стручно спортско насочување на децата, многу е важно препознавањето на талентот за конкретен спорт. Не постои федерација која што има конкретен систем за препознавање на таленти уште од рана возраст, нешто што е клучно во основно образование и нешто што не се случува. Значи, генерално децата спонтано одат кон изборот на спортот, дали преку своите желби или преку желбите на своите родители и не се правилно насочени во зависност од нивните, да речам, анатомски, физиолошки способности, капацитети или потенцијали, за да
да постигнат најдобри резултати во конкретен спорт. Значи се е тоа по желба, без научен пристап, без системски пристап на селекција на млади таленти и генерално без таков пристап голем дел од децата кои што можеби можеле да постигнат одлични резултати ги губиме во тој процес заради ете така непронаоѓање, незаинтересираност или несоодветен избор на спорт. Без финансирање на спортот, конкретно во професионалниот спорт и промената на системот на управување во спортот, не можеме да очекуваме да се достигне ниво за изградба на една модерна спортска инфраструктура и да се воспостават потребни услови за воведување на спортска професионалност. Македонија не може да се носи со нити една европска земја во делот на финансирање во спортот. Значи, знаете дека и во делот на фудбалот, ракометот, одбојката, кошарката, се тоа спортови кои што и други индивидуални спортови кои што се многу поплатени надвор, лигите се многу појаки и според мене нема потреба во делот на спортот талентираните се задржуваат во Македонија. Идејата е да што е можно да направите услови, да што е можно повеќе талентирани дечиња праќате надвор, да созреваат како играчи, да растат и да се враќаат во Македонија, да го даваат најдобро за својата репрезентација кога настапуваат и така ние како држава да одиме напред, инаку ние финансиски, економски не може да се мериме со нити една држава нормална од Европа во начинот и количината на тоа колку се финансираат и играчи, така да за мене е пологично да барем во делот на спортот се збориме конкретно, да што е можно повеќе талентирани дечиња порано излезат надвор, да финансиски се остамосталат, да видат како функционира Европа, да станат што е можно побрзо самостални луѓе, да се вратат и да видат што е можно подобри играчи кои ќе настапуваат за својата репрезентација како има. Играта е најстариот облик на физичкото воспитување. Таа е форма на слободна човечка активност. Со играта се развива моториката, се развиваат внатрешните органи, но се развива и духот на колективизмот, на заедништвото, емоциите и слично. Играта се одвива по правила кои се флексибилни и соодействува со детската возраст. Време за артикулација. Германија се вбројува во земјите кои први формираат гимнастички друштва. Новоформираните друштва имале големо влијание за раѓање на нови гимнастички друштва. Основач и главен двигател на овие гимнастички друштва бил Фридрих Лудвиг Јан. Поради нетрпението со Франција, тој предлагал на нејзините граници да се распоредат војници кои потекнуваат од овие гимнастички друштва. Јан Амос Коменски е еден од најголемите педагози во историјата, кој истражувал областа на физичкото воспитување. Тој го вовел физичкото воспитување како рамноправен предмет со останатите видови воспитувања. Коменски го согледал значењето на физичкото воспитување во отстранување на уморот, предизвикан со оптоварувањето на учениците во училиштето и унапредување на здравјето. Неговите препораки се секое слободно време да се користи за телесни активности. Спортот нуди моќни приказни за аутсайдери, херои, ривалства и триумфи. Сите се радуваме кога нашите победуваат. Тоа предизвикува и создава чувство на задоволство и среќа, и ние бараме тоа да го повторуваме неколку пати во иста форма. Токму и затоа денес се дружевме со спортот, со неговите предизвици, но и со можностите како со правилна стратегија да ги насочиме во иднина нашите идни спортисти. Довидување до следната приказна.